Периодот на 60-тите години е познат по настаните кои го промениле светот на секое поле. Модата секако била дел од тие случувања, кога се креирале безвременски модни парчиња. Тоа се години кои донесоа нов бран свежина во градењето на сликата за модерна и урбана жена. Совршените кроеви беа прифатени од скопјани кои во овој период го паметат по многу нешта. И покрај сите случувања, градот диктираше висока мода која се памети и денес. Периодот од 60-тите до 70-тите години на светско ниво е многу значителен во областа на модата или во модата како наука, бидејќи се случуваат многу нешта кои што и до ден денеска оставиле влијание на самата мода. Да речеме, ќе ги издвоиме мини здолништето, прв пат е измислено во 64-та година. Тогаш не било прифатено, меѓутоа нормално дека подоцна почнало многу да се практикува и до ден денеска. Ќе го спомнаме Ив Сен Лоран, кој што прв пат жената ја става во смокинг или во машко палто прилагодено за жена. Неговата прва креација која што е краток фустан во А форма со принт на познатиот ликовен уметник Мондриан. Леопард принтот излегува тогаш прв пат да се практикува или анимал принт. Високи чизми, тесни и така натаму, така да сигурно имало големо влијание и на тогашната држава Југославија. Меѓутоа, бидејќи сме биле социјалистичка држава, нели требало да има унифицирање, да не се разликуваат многу по сталеж самите граѓани и модата не била толку на пиедестал ставена, меѓутоа сепак имало храбри граѓани на Скопје и на Македонија кои што нели ја експериментирале, сакале да донесат модни трендови во Македонија. Во принцип, машката облека во тоа време се состојала од широки панталони со неколку фалти напред, испеглани нели напред на рап, кошула со долги крагни или шпиц крагни. Да речеме како аксесоари биле многу запазени рачен часовник и џебен часовник. Интересно е да се каже дека во тоа време сите оделе скоро со велосипеди на работа, па така да еден аксесоар кој што бил исто и како моден детал е штипката на панталоните за да не им закачуваат во ланецот на точакот. Меѓутоа, дневната мода била унифицирана. Така, не се разликувале луѓето многу по облеката, но затоа пак вечерната мода или вечерните костими и вечерната облека била навистина со големо внимание изберена во тоа време. Жените носеле многу природни материјали, многу убави дезени, претежно флорални, тоа било свила, брокат, памучни, ленот исто почнува да се користи многу. Со навистина женска, онаа вистинска убавина по некои репери кои што во почеток на изучување на модната наука ги запознаваме и се запознаваме со нив, со направени убави многу фризури, со шминка, веројатно во тоа време прилагодена на тоа време. Мажите често ноштеле мустаки или бркови, како што викаме ние, нормално под влијание на познати личности, да речеме на Клерк Гебел, бидејќи тогаш бил многу познат актер. Трегери врз кошулите, задолжително елече, кое што е однапред направено од штоф, позади од свилена постава со една интересна тока. Така да имало и тогаш влијание, нели, светската мода имала влијание на модата во нашиот град. Постоеле модисти наречени, сега во овоа време кога го зборуваме тоа, мислиме на модни дизајнери, меѓутоа модисти биле луѓе кои што се занимаваат со изработка на шапки, поготово на женски шапки, и шапката била неизоставен дел од облеката, тоест од вечерната облека, за женската облека. Машите и преку ден носеле шапки, нели шешири, машки, меѓутоа жените за секој фустан имале посебна шапка, така да таа била лично дизајнирана за нив, додека после војната, нормално со појава на индустријата, се прават и шапки кои што се унифицирани, па така да може мас производство да има и да ги купуваат повеќе жени, повеќе личности да ги носат, се среќавале со исти шапки, меѓутоа сепак секоја си ја носела на свој начин, бидејќи тие шапки во тоа време биле миниатурни и малечки, со тоа што неизоставен дел била фризурата, така да истата шапка со различна фризура изгледала сосема поинаку од дама на дама.
во модата многу големо влијание, јас и секогаш напоменувам дека има и општеството, социјалниот живот, економијата, финансиите, апсолутно се, бидејќи модата е визуелен одраз на едно време во кое што живееме, потоа и разпознаваме како живееле луѓето и така и се изучува и модата, и костимот, и костимографијата. Во принцип, во тоа време, самите дами повеќе биле домаќинки отколку што биле вработени и имале навистина многу време да си посветат на својот изглед, вклучително и на фризурата, и на шминката, и на облеката, и на чевлите, па и на домаќинството, и на средувањето, и на интериерот дома, за разлика од сега каде што сите дами се скоро вработени уште по завршување на факултетот, некои после средно училиште, им одзема многу време и така да секогаш вниманието на себе е оној дел кој што најмалку го имаме или можеме да го искористиме во тек на денот. И затоа денеска мислам дека е многу брза модата, затоа и модните трендови брзо се случуваат, бидејќи брзо се облекуваме, брзо решаваме што ќе носиме, немаме трпение, нели? Денеска и многу е ретко кој оди на шивач за да сошие нешто специјално по неговите мерки, сите купуваме мас производство, нели? Облека за голема маса на луѓе изработена, така да се надевам дека можеби ќе дојде тоа време кога навистина повеќе ќе придаваме важност или ќе посветуваме внимание на облеката, бидејќи нели како што реков дека облеката е еден визуелен контакт со околината во која што живееме. Секогаш модата си има еден цикличен, како да кажам, процес, еден круг кој што на неколку години или на неколку децении се навраќа на назад, па така да ќе напоменам дека дури јас кога сум бил тинејџер имало таква мода или таков начин на носење на оверсайз блузони, оверсайз фармерки и секако дека ден денеска се враќа таа мода кај младите. Јас за скопјанките или за дамите кои што живеат во Скопје, вклучително и другите кои што се преселени тука од другите градови од државата, можам да дадам една висока четворка, да речем, ако оценувам од 1 до 5. Не ми се допаѓа тоа што голем удел имаат некои медиуми од соседните држави, кои што презентираат некаков начин на живот и начин на облекување кој што не е својствен за моите критериуми и вредности за истото. Меѓутоа, ќе дадам висока четворка, бидејќи гледам дека навистина посветуваат внимание на себе. Никогаш, јас многу ретко излагам во вечерните часови, меѓутоа, кога и да излезам, никогаш не сум видел несредена дама во Скопје. Дури и на улица, кога ќе ги сретнеш, се навистина така, секоја во својот стил, меѓутоа се гледа дека посветиле внимание на својата облека и на својот изглед. Малку само, таа една повисока оценка која што не би сакал да ја дадам е заради влијанието на некој кич кој што навистина мислам дека нема потреба во секојдневието да се имплементира. Сепак и кичот на некој начин не правец во уметноста и во модата, меѓутоа треба да се внимава каде и како можеме да го практикуваме. Сите ние сакаме да следиме трендови, без разлика дали е тоа во модата или во некоја друга област и насока во која што не води животот. Убаво е да се следат трендовите, меѓутоа секогаш мојата порака е да се прилагодат на личноста која што ќе ги практикува. Значи да, следете трендови, меѓутоа сепак не слепо, да речам, туку прилагодете облеката на вашиот изглед, на вашиот сензибилитет, на вашиот карактер и вклучително на моментот каде што треба да излезете и да ја презентирате таа облека или самите себе си. Ретро стилот остана длабоко врежен во нашиот главен град. Се уште со гордост можем да кажеме дека од тука, од нашето Скопје, започнува приказната за убавите парчиња кои некогаш ги носеле нашите предци, бабе и дедовци, мајки и татковци, а ние денес со овие спомени чекориме во нашиот убав и модерен град.